парламентарни избори кога да се случат. Зошто? Бидејќи ги навредувате граѓаните кога 20 минути од оваа говорница им беседите дека живеат убаво. Ги навредувате граѓаните кога им велите дека се прават патишта, а не се прават. Ги навредувате граѓаните кога велите дека нема инфлација, а кога и да отидат во продавница, отидат на пазарче, огромна е. Ги навредувате граѓаните кога им велите дека имаме најевтини горива во регионот и дека имаме ние многу висока минимална плата, а истата минимална плата е цели 3 резервари бензин. Тоа е испод секое човечко достоинство. И затоа реагирав да внимаваме што зборуваме од оваа говорница. Да внимаваме како го кажуваме. Да престанеме да велиме дека имаме највисок раст, кога имаме на Балканот најнизок раст и за 2021 и од Светска банка и ММФ имаме проектирано најнизок раст и за 2022 година. 141 милион евра камати плаќаме од буџетот за земени кредити, почитувана колешки. Тие пари ги плаќаат нашите сограѓани, кои што не гласаат да им обезбедиме едно подобро утре. Ја прашав и колешката Лазаровска, ќе таа одмолча. А вие дали ќе одговорите? Дали ќе го поддржите ребалансот на буџетот кој што ќе биде следната година, да сме живи и здрави сите, кога ќе има драстично кратење на капиталните инвестиции? Или тогаш повторно ќе излезете со приказната која што ќе ви ја спремат некаде и ќе ги убедуваме граѓаните дека тоа е во нивни интерес? Исто како што министерот за економија 2 пати поред им вели на граѓаните поскапувањето на струјата ќе биде во ваш интерес. За 3 години 40% покашување на струјата во нивни интерес да биде. Мораме, почитувана колешки, да бидеме повнимателни. И пак ќе ви кажам, доколку се однесувате повеќе како риби, слика да имате, тон да немате, верувајте ми, помалку ќе изгубите на следните превремени парламентарни избори кога да се случат. Благодарам.